Спасител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Мерните станици на Министерството за животна средина вечерва покажуваат алармантно ниво на загаден воздух во Охрид, Струмица, Битола, Гостивар и Кичево. Убедливо највисоко е нивото на штетни честички во најголемиот туристички центар. 269 микрограми на метар кубен PM10 честички и 209 микрограми на метар кубен PM2,5 честички се измерени во Охрид. На второ место на листата е Струмица со 214 микрограми PM10 честички, пошто следи Гостивар со 132, па Битола и Кичево со 130 микрограми на метар кубен PM10 честички. Мерните станици на Министерството за животна средина вечерва бележат лош квалитет на воздухот и во Центар, Карпош, Миладиновци, Велес и во Гевгелија. А Скопје утрово се разбуди како најзагаден град во Европа, а густата магла која направи прекривка над загадениот воздух ги натера скопјани да бараат сонце и чист воздух. Голем дел замина на водно. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека извршиле контроли во 30 од најголемите индустријски капацитети, а 12 од нив не ги почитувале законските обврски. Втори во Европа, ама по ниво на загаденост. Скопјани и денеска се гушат во токсичниот воздух полн со PM честички кога надминуваат дозволениот праг. Граѓаните поради загаденоста бегаат на водно. На пладне колонии автомобили не пречекаа на средно водно. На врвот пак јасно се гледа сонцето, а панорамата на Скопје е покриена како со бел облак. Поради тоа што Скопје и денеска се најде на врвот на листата на најзагадени европски градови, водно е првиот избор за скопјани да подишат чист воздух. Со жичницата се искачуваат на крстот, односно на врвот на водно, за да поуживаат во сончевите зраци кои што не се видливи дефинитивно од средно водно. Загадено ли е Скопје? Скопје да, водно не. Зошто дојдовте еве на водно денес? За да сонце, фатам и чист воздух. Горе има сонце, чист воздух и плюс спортување. Се надеваме дека ќе видиме сонце. Сега ние одиме на планина само за нешто да биде подобро, но сепак има уште магла и не би било препорачено да се седи во Скопје, треба да седи на страна по селото. Да, многу е загадено. Од институциите што барате, што треба да се направи за почист воздух? Што да бараме, веќе 20 години бараме, ама ништо. Едноставно да се надеваме на ветре и да се изчисти воздухот. Во меѓувреме, инспекторите за животна средина ги тресат фирмите со аеколошки дозволи. Заклучно со 15 декември извршиле 30 надзори. Издадени се 12 решенија за фирми кои не ги почитувале правилата. Ако не си ги поправат грешките, ќе следуваат парични казни. Значи со решение ги задолжуваме да извршат мерења за бочава во животна средина и емисија на PM10 честички, да се направат мерења на емисија на гасови и да направат мерења какви што се задолжени согласно дозволата да ги прават одреден временски период. На нас тие ни се потребни за да видиме какви се емисиите во воздухот. Согласно решението, доколку не постапат, им следува прекршочна санкција. Задолжени со одлука на владата, ваквите ненајавени надзори за индустријските капацитети ќе се извршуваат до март поради аерозагадувањето. Битката на инспекторатот е уште потешка, бидејќи 2026 година ќе стартуваат со само 13 инспектори за животна средина, бројка која што е далеку од доволна за да се покрие целата територија на Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија. За најдобриот начин за заштита од аерозагадувањето во тема на денот разговарав со пулмологот професор доктор Дејан Докич и веќе неговите совети. Требало да носат маски N95 која што не само ќе ги штити од аерозагадувачите, истовремено реков почести се во овој период и настинките или вирусните и бактериските инфекции, па ќе ги штити воедно и од нив. Исто така постојат маски кои што се специализирани за заштита од аерозагадување, кои што имаат мал HEPA филтер, кои што може да се најдат во аптеките. Понатаму да се хидрираат добро, да земат храна или суплементи кои што се имаат антиоксидативно дејство. Реков дека сите аерозагадувачи се оксиданси, така да има логика за имањето на антиоксиданси, бидејќи ќе го намалат штетното влијание врз организмот. Што е тоа? Може ли да бидеме попрактични вака за гледачите? Што например, конкретно? постојат храни кои што имаат кои што се богати со антиоксиданси. Тука се пред се зеленчуци и овошје. Од овошје можам да спомнам сите обоени овошја, малени, јагоди, боровинки, капини, понатаму калинка,
исто така цитрусните, значи портокали, лимони и така натаму, јаболка. Од зеленчуци можам да спомнам спанаќот, црвената пиперка, доматите, морковот, цвеклото, така да богата храна со овие антиоксиданси секако ќе ги заштити, но може да користат граѓаните и дополнително како суплементи на исхраната одредени антиоксиданси како што е витамин С, доволно е од 500 до 1000 милиграми на ден, витамин Е, кој што исто така е антиоксиданс, витамин Д. Во нашата средина постои една дефициентност во населението од витамин Д, кој што е еден имуномодулатор и навистина помага во зголемување на имунитетот и одбранбената сила на организмот. Потоа кверцетин, ресвератрол, коензим Q10, екстракти од зелен чај. Значи може да се најдат голем број на вакви мерки. Советничката група на СДСМ во град Скопје поднесе иницијатива за вонредна седница на која ќе се донесат итни мерки за намалување на загадениот воздух и побараа поддршка од сите советници. Најавија и свој конкретни предлог мерки за заштита на здравјето на скопјани. Бараме поддршка од сите советнички групи во Советот да ја одржиме оваа седница и да утврдиме заклучоци и итни мерки. На самата седница и ние ќе предложиме мерки. Бесплатен јавен превоз во деновите кога воздухот е загаден, да се побара од владата средства за бесплатни филтри на очаците на големите загадувачи, пренамена на пари за прочистувачи, за граѓаните за еколошко грејење да се донесе забрана за грејење со дрва и јаглен во подрачјата со достапно централно грејење. Понатаму расчистување на дивите депонии на територијата на градот, миење на улиците, пари за еколошки проекти. Навистина е лицемерно СДС да говори за загаден воздух, велат во реакцијата од ВМРО ДПМН, посочувајќи дека за 7 години можеле барем за 10% да го намалат загадувањето на воздухот. Од ВМРО ДПМН информираат и за нивните чекори кои како централна власт за 1,5 година ги презеле заедно со локалната. Стратегија за почист воздух 2024-2030, субвенции за инвертер клими, прочистувачи на воздух низ градовите во Скопје, масовно пошумување на државата, гасификација на државата, град Скопје воведе мерки и препораки до граѓаните за заштита од загадениот воздух, изградба на 2 когенеративни централи на влезовите во Скопје, паркови со клупи во кои има вградени прочистувачи на воздухот. Ова се само дел од чекорите кои ги имаме преземено во делот на справување со загадениот воздух, информираат од ВМРО ДПМН. А густата магла го блокираше авиосообраќајот за само 12 часа од синоќа на полноќ до денеска на Пладне биле откажани 20 летови, а на скопскиот аеродром слетаа само авионите од Дортмунд и Виена. Од ТАВ ги повикаа патниците редовно да ги следат известувањата од авиокомпаниите. Густата магла направи проблеми на скопскиот аеродром. Поради намалена видливост, од полноќ до 12 часот на Пладне откажани се 20 летови, а еден не е пренасочен. Меѓународниот аеродром Скопје не е затворен без разлика на временските прилики. Согласно временската прогноза која ни стигнува од метеослужбата на МНАФ, намалена видливост се очекува и во преостанатиот дел од денов, како и во текот на утрешниот ден. Сепак, со оглед на тоа што временските услови се менуваат постојано и секоја авиокомпанија има свој праг на толеранција на намалена видливост, апелираме до сите патници да ги следат информациите и насоките за нивните летови, кои ги добиваат од нивната авиокомпанија, велат од ТАВ Македонија. Ниеден од 6 авиони на Визер, кои се стационирани во базата во Скопје, вчера не успел да слета дома. Пренасочени биле на аеродромите во Приштина, Софија, Тирана, Солун и Охрид. Поради маглата, вчера на меѓународниот аеродром Скопје слетале и полетале само по 3 авиони. Видливоста паѓаше на помалку од 100 метри. Но освен патниците, трпи и бизнисот. Дадено доцнење на пратка која што доаѓа до соодветна компанија која што има производен процес кој што зависи од таа пратка, воедно значи и понатамошно во ланецот на снабдување, доцнење и на производството на тој, дали е тоа елемент, дали е тоа машина, од било каков аспект значи. Со други зборови, директно алудира и значи на самиот производен процес тоа доцнење. Се трпат економски штети. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, магла ќе има до вторник, кога кон крајот на денот се очекува дожд. Во наредните денови, поради спуштање на постуден воздух од север, на некои од повисоките места врнежите ќе преминуваат во снег. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Новиот тип на сезонски грип кој ги полни болниците во регионот и Европа, според епидемиолозите, се очекува во брзо време да пристигне и кај нас. Иако во моментов анализите на Институтот за јавно здравје покажуваат просечни бројки на заболени од грип, очекувањата се бројат да се зголемува по празниците. Новата варијанта на грип која прави проблеми на здравствените системи низ Европа. Нема да ја заобиколи и Македонија. Епидемиолозите прогнозираат дека по новогодишните и божикни празници ќе дојде до зголемување на бројот на заболени и хоспитализирани, кој засега според пријавените бројки е под сезонската активност. Поради новиот доминантен сој H3N2 подтип К, во Англија се подготвуваат за една од најтешките зими поради притисокот врз болниците и итните служби. Во Шпанија стапките на инфекција веќе го надминале зимскиот врв од минатата година, а драстично зголемување на заразени има и во Хрватска и Србија. Дали клиничката слика е потешка или не? Кривите што ги следиме во РВ системот покажуваат дека расте бројот на хоспиталните случаи, што значи дека штом се хоспитални случаи поголеми, значи дека и симптоматологијата е потешка, така да очекуваме дека ќе има потешка симптоматологија, меѓутоа се надевам дека кај нас барем бројките нема да бидат големи. Проблемот тука што се јави оваа година, што оваа нова подваријанта, да ја речеме, подваријанта така на инфлуенца А вирусот H3N2 претрпи многу мутации истовремено. Значи некаде во јуни месец кога беше детектирана во јужната хемисфера, беа детектирани одеднаш 7 мутации. Тоа е премногу, значи. Епидемиологото Лумче вели дека грипот оваа година почна порано и се шири, а се наоѓаме во период на предновогодишни забави и празници кога групирањата се неизбежни. Исто така и патувањата надвор од земјата и посетите на ски центри е ризик за зараза. Повраќањето, инкубацијата е кратка, очекувам некаде од 15-20 да имаме малку поголема или нагол скок на бројките со малку посериозна симптоматологија, бидејќи не може да биде во Европа, ако веќе имаме нагол скок, не може нас да не заобиколи, колку и да имаме ние имунитет. Според податоците од Институтот за јавно здравје, оваа сезона има околу 1000 случаи со грип и заболувања слични на вирусот, од кои најмногу се во Гостивар и Куманово. Сања Димитровска, Сител телевизија. Поради променети својства и утврдено присуство на ларви и инсекти, инспектор за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство неделава забрани увоз на над 22 тони киви наменети за индустријска преработка и издал решение за нештетно уништување. Како што информираат од Дахава, станува збор за 22.340 килограми киви, увоз од Република Србија, за која пратка со органолептички преглед од страна на инспектор за храна утврдено е дека не е безбедна за увоз и за понатамошна преработка. На увоз издадено му е решение со наредба за нештетно уништување на спорните количини киви, по добиеното известување од негова страна дека пратката не може да се врати во земјата извозник, стои во соопштението од Дахава.